Брегалница ја продолжува победничката низа во втората лига, откако во мечот честото коло славеше со 2:0 над Преспа. Надпревар кој го следите во живо на МН телевизија, а понуди доста шанси на самиот меч. Штипските сини се во победничка серија од 5 победи во низа и го држат врвот на табелата. Беласица исто така е во победничка серија, откако со минимални 0:1 славеше над Тетекс во гости со голот на Александра Коцев, со што струмичани ја имаат истата победничка форма како и штипени. По двете екипи го делат врвот со по 16 бодови. Тренерот на Беласица Александар Ростенов вели дека е задоволен од пристапот и самата игра на неговите фудбалери. Нов дебакал на домашен терен доживеа Вардар Неготино, откако беше декласиран од Охрид со резултат од 1:5 во меч каде охридскиот тим прикажа тотална доминација на теренот и лесно ги освои трите бодови. Нов пораз пак доживеа тимот на Слогод Виница, откако на гостувањето кај Шкенди Речиново претрпе пораз со резултат од 2:1 во меч кој се одигра на стадионот во Чаир. Единствениот меч кој заврши без погодици во рамките на шестата рунда беше надпреварот меѓу Новаци и Каменица Саса. Двете екипи ремизира без погодици 0:0. Екипата на Детунит Плочковица со минимални 0:1 го освои Кочани, откако славеше минимална победа над Осогово, но доволна за нови 3 бодови на контото на Радовишани. Тренерот на Радовишкиот тим Горан Здравков истакна дека во Кочани имале една цел да го освојат целиот плен и во Радош да ги донесе трите бодови. Задоволен од играта. Конечно Радош за победа која со минимални 1:0 го доби големо Конјери во Прилепското дерби кој се играше на градскиот стадион во Прилеп, а пак Кожов и Скопје ремизираа во меч со по 1 гол 1:1. Иван Варденовски, тренерот на Кожов, вели дека настаните на мечот не заслужуваат фудбалски коментар. При тоа им честиташе на неговите фудбалери за играта. Ваквите резултати направи некои мали промени на табелата во втората лига, па во вакви околности на врвот останаа само Брегалници и Беласица со по 16 бодови поради подобрата гол разлика. Штипени се на врвот од табелата. Шкенди Речино е трета со 14 бодови, следува Кожов како четврти со 12 бодови, а по 11 бодови имаат Скопје и Охрид за делба на петото место. Детунит Плочковица е седми со 10 бодови, а толку има и Новици кој е место подолу на табелата. А пак Осого е во бараж зоната за опстанок со 7 бодови, како девети, а во бараж зоната се екипите на Каменица Сас и Тетекс со по 6 бодови. Следува Вардар Неготино како 12 на табелата со 6 бодови, а со него во зоната за директно испаѓање се победа со 4 бодови Слога Виници и Преспа со по 3 бодови, а на ното без бодови